Добро вечер. Поради врнежите од снег, неколку патни правци во земјава се затворени за сообраќај за тешки товарни возила. Поради врнежи од снег се воведува забрана за сообраќај за тешки товарни возила на патниот правец Струга граничен премин Ќафасан, информираат од Македонија Пат. Како што посочуваат, забраната се воведува од 19 часот и 30 минути. Поради врнежи од снег на патниот правец Тетово Попова Шапка од 18 часот се воведува задолжителна употреба на зимска опрема ланци за сите видови возила, соопштија вечерва од јавното предпријатие Македонија Пат. Снежни врнежи има и во главниот град Скопје, но барем засега тој не предизвикува проблеми во одвивањето на сообраќајот. Владината коалиција е стабилна и нема никакви најави за нејзино раситнување. Премиерот Мицкоски се воздржа од коментар за информациите во дел од медиумите за можно заминување на таравари од вреди, но кажа дека владата функционира обединето. Во однос на изјавите на Али Ахмети дека Македонија е вратена во состојба како пред 2001 година, премиерот кажа дека како што правдата се посилно ќе стигнува за поранешните функционери на интегративците, така ќе се интензивира наративот на Дуи за етнички поделби. Само би кажал дека владата функционира обединето, единствено. Ова влада има, би рекол, неофицијално чиста двотретинска поддршка во рамките на Македонското собрание, реално 78 пратеника ја поддржуваат, така што за разлика од минатото, која секој ден, ја разбирам зашто е чувствителна јавноста, кога секој ден на стаклени нозе висеше мнозинството, овој пат тоа е стабилно и треба да ја оставиме владата да работи како што е до сега. Ние ги делиме граѓаните, оние кои што се лојални, честни, кои што додаваат вредност, кои што ги почитуваат законите и уставот, кои што додаваат вредност за државата, и оние кои што не ги почитуваат и кои што треба да одговараат пред истите тие закони и устав. Отприлика тоа е состојба, нема тука етнички поделби или политички поделби. А и за дел од политичките аналитичари, ставовите на Ахмети и Дуи се во насока на искористување на состојбите во Влен. Според Љузин Фаризи, веќе се знае кој ќе биде лидер доколку се формира вреди како еден политички субјект. Очигледно тие се плашат дека на секого му тропнува правдата и тие се повлекуваат давање изјави. Така што и последната изјава на Ахмети не може да се толкува нешто специфично, бидејќи он буквално ништо не кажуваше во таа изјава. Ако се анализира во детали, единственото што кажува дека албанците живеат многу полошо од 2001 година, тогаш Ахмети зашто ја направи истото, за да албанците пак да се врати во пред 2001 година. И второто, што е многу важно, тие информации он што ги дава, дека албанците се полошо од 2001 година, нито една релевантна меѓународна организација не ја потврдувал истото. Ахмети се обидува да ги подели внатре политичките партии во Влен, бидејќи некои од партиите внатре не се задоволни, особено Арбен Таравари, со прераспределбата, односно колачот што го имаат внатре во влада. Премиерот Христијан Мицкоски очекува убави вести за македонските граѓани и економијата во врска со царината од 33%, што Соединетите Американски држави ја воведоа за увоз на македонските производи. Со нашиот стратешки партнер Соединетите Американски држави сме во постојана комуникација и со Министерството за економија, кој што го предводи Хауар Лутник, кој што е мој личен пријател, и со Министерството за финансии, и со Стейт департментот, и со кабинетот на председателот Трамп, и министерот Муцунски со државниот секретар имаше кратка средба во Брисел. Една од темите беше и оваа. На дневна основа работат тимови и телефонски се случајаме и разговараме. Очекувам многу скоро денеска убава вест за македонските граѓани и македонската економија. Не само противпожарен систем, многу важно за спасување на животи при пожари во објекти да има и ефикасен систем за вентилација, а тоа се покажало и во трагедијата во Кочани. Според експертите, за жал кај нас многу малку се инвестира во вакви системи кои буквално може да бидат разликата меѓу живот и смрт. Миријана Мирчевска-Јовановиќ. Пожари имало, има и ќе има. Ние треба да направиме
начин да возможиме во иднина да немаме проблеми со пожарот, проблеми во однос на да имаме човечки загуби. Објаснува експертот во поставување на системи од заштита на пожари Горан Андреев. Андреев како машински инженер со објаснување дека јаглеродот моноксид е првата причина за загинување на луѓе во пожари и ги потврдува и целосно се согласува со наодите од судска медицина дека причина за сите 59 загинати на кои им беше направена обдукција е причина и труење со јаглерод моноксид. Тоа објаснува дека сите објекти треба да имаат системи за очадување, каде во моментот на пожар ќе се помогне чадот да не ги попречи да го напуштат објектот. Во Кочани е многу интересно прашањето, бидејќи пожарот се случи на призем. Значи немаше катност, втор, трет, последен кат. Доколку имате систем за очадување, доколку имаше функционираше внатре системот за очадување, една работа сум сигурен дека толку жртви немаше да има. Значи, ќе им се дадеше доволно време на луѓето, на децата, да го напуштат објектот и да можат безбедно да искочат надвор. Ова се дел од презентациите кои Андреев им ги пушта на собственици на објекти во изградба, со цел да се покаже ризикот од неправилно поставување на системите за вентилација. Од 2008 година неуморно објаснува за важноста на системите. Презентациите им влијаат неколку дена, но потоа се прашањата дали навистина се потребни. Земјите во Европската Унија имаат законска обврска, но и висока свесност за загуба на човечки животи поради труење од чад. Можем да кажам искуството во Австрија како е. Се оди на пред се заштита на луѓето. Човечкиот фактор е непроценлив кај нив, животот на човекот. И се прави се преку нивните здруженија, презентации, семинари, кои што се спонзорираат што приватно преку здруженијата, кои што се приватни, што спонзорира и државата, бидејќи во интерес на државата е заштита на жителите кои што живеат, нели? Андреев во делот на заштита на станари во стамбени згради потенцира дека оние кои имаат пожарникарски скали итно и веднаш треба да бидат достапни и станарите да ги одржуваат за таа цел. Користење само во случај на пожар. 68 пациенти се лекуваат надвор од Македонија. Еден пациент е испишан од медицинскиот центар во Љубљана, соопштија од Министерството за здравство. Се уште е критична состојбата на тројцата пациенти кои се лекуваат во странство. Во клиниките во Скопје се лекуваат 11 пациенти, 6 во хируршката клиника Свети Наум Охридски, 2 на клиниката за токсикологија, 1 пациент на клиниката за пластична хирургија, каде денеска тројца се испишани на домашно лекување и 2 во Систина, потврдуваат од Министерството за здравство. И за крај информацијата дека за 15 минути од сега е најавена пресконференција на лидерот на СДСМ Венко Филипче. Канал 5 ќе ја пренесува во живо. Затоа останете со нас. Пријатна вечер.